Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Има многу спортисти од нашата држава што ја прославиле Македонија ширум светот, учествувале на олимписки игри, на светски првенства, на европски првенства. Нив ги споменуваме многу често. Еве се сеќавам на Аце Русевски, на покојниот Благоје Ѓоргиевски. Потоа на оние што доаѓа подоцна Трстена, Цејдију, па во поново време, ако може така да кажам, Ибрагимов во 2000-та година со првиот медал по самостојувањето на Македонија, бронзен на Олимпијадата во Сиднеј, па потоа на актуелниот теквондист Дејан Ѓоргиевски, кој на Олимпијадата, на последната Олимпијада во Токио, се закити со сребрен медал, но некако во сенка на овие спортисти кои учествуваат на Олимпијадите, светските, европските првенства, се некако нашите параолимпици. Благодарејќи на оној резултат што го постигна Бранимир Јовановски во 1992 година на Олимпијадата во Барселона, кога тоа беше параолимпијада за спортисти инвалиди, го освои златниот медал, стана параолимписки, да кажам, шампион. Од тогаш почесто ги споменуваме, а за наша среќа па на сцена се појавија уште две фигури од параолимпизмот. Тоа се Ванчо Карамфилов и Оливера Наковска-Бикова. Тие во стрелачкиот спорт постигнаа навистина големи резултати, па во оваа емисија ќе ви го представиме комплетно нашиот параолимпиец Ванчо Карамфилов. Ванчо, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Ти таа 2004 година беше и спортист на Македонија. Мислам, тоа беше едно убаво признание од сета спортска јавност, бидејќи беше избран и од Сојузот на спортовите, и од Олимпискиот комитет, и од сите спортски институции во нашата држава. Го признаваат тој успех. Ти честита и еве те наградија со тоа што стана спортист на нашата држава. Сега мене ме интересира како дојде Ванчо Карамфилов, кој е роден во едно радовишко село Раовица, преку Радовиш, Скопје, и како дојде во параолимпизмот. Што беше причината? Ти имаш и една незгода и мислам дека тоа беше причината, една сообраќајка, да станеш параолимпиец. Најпрво добро ве најдов и благодарам ја на вашата телевизиска куќа што ме повика и да присуствувам во ова ваша емисија. Особено значи ми е посебно мило што ете и емисијата ја води една спортска легенда, а вие благодарам Зоки за поканата и еве да го почнам мојот живот, да кажам, како дојдов до оваа работа, тоест до стрелаштвото, до спортот стрелаштво. Дојдов по несакана работа, бев возач на тешко теретно возило, меѓународна шпедиција, и во една сообраќајна несреќа се здобив со повреда на левата нога, значи ампутирана ми е левата надколеница на левата нога. Така бев приморан да се лекувам, значи во Скопје, бидејќи во Радовиш мало место немаше такви установи за лекување и така натаму. А лекувањето долго траеше, мораше да има услови за да се поднесе сето тоа и да се лекувањето траеше доста долго и у тоа лекување па се запознав и со мојата сопруга, таа работеше во Завод за физикална медицина и рехабилитација, каде што јас се лекував, се запознавме, се земавме и затоа и се одлучив да создадов фамилија и да се преселам во Скопје. И што те натера, еве,
да се определиш, разговаравме и пред почетокот на снимањето, дека ти имаш една брза транзиција, просто не почувствува дека си имал таква тешка повреда, веднаш се вклопуваш во нормалните текови на живот, како ништо да не се случило претходно. Токму така, јас таа транзиција, поствари неа ни почувствував, да кажам така, речи. Може би ми требаше месец дена, 2 месеци од повредата, од веќе животот во овој втор мој живот, така да го наречам. Не ми требаше повеќе од месец до 2 месеци, бидејќи се запознав со прекрасни луѓе и сватив дека мора така да се живее, да се продолжи. Животот е тој. Ти има и полоши работи, можело да биде и потешко и полошо, па можело и да не постојам, нели? Вака да му се заблагодарам на животот ете што ми останал да го живеам и да го продолжам она што го правев во детинството. Значи во детинството јас се занимавав со гимнастика и бев еден доста добар гимнастичар во својата рана младост. После тоа по повредата веќе гимнастиката отпаѓаше како спорт и дојде ред, стрелачкото. Како не стана на тоа време бореч, зашто Радовише боречки центар, Бучим Јака беше и европски шампион во 1995 година, а светски следната година. Да, јас одев во тој ДТВ Партизан, поранешен, и бев заедно и со борачите. Значи, и се борев и па затоа те прашав, како не отиде ваму? Меѓутоа изгледа дека бев малку послаб борач, не испливав на површината како борач, така да имаше многу појаки, подобри од мене борачи. И се определив за гимнастиката, а после тоа и за стрелаштвото. Сега, кој беше тој момент пресуден комплетно да се посветиш на стрелаштвото, каде што мислам дека постигна големи резултати и дека не сгреши што го одбра тој спорт? Така, јас се преселив 80-та година во Скопје да живеам и се зачленив во Сдруженијата на лица со инвалидност. А сообраќајката беше 4 години предходно. Пред тоа, да. И, значи, се зачленив во Сдруженијето на телесни инвалиди на град Скопје. Единствена цел ми беше и таму да пробам да помогнам на луѓе хендикепирани, бидејќи јас веќе станав хендикепиран на некој начин. И ако можам да придонесам да помогнам на луѓе да излезат од тие домашни затвори, така наречени, ние така ги нарекуваме домашни затвори или притвори, како и да било. И да можам да навлезам и во спортот на лицата со инвалидност. И мислам, најадекватно беше стрелаштвото, зашто повредата не ти дозволуваше, например, иако ти се надпреваруваш и во повеќе бои, трчаш и сите други работи ги правиш, меѓутоа почувствува веројатно дека тука можеш да постигнеш најмногу, а и психологијата чувствувам дека ти е таква, дека станува збор за еден стабилен човек кој може да се контролира, да се концентрира, а стрелаштвото бара токму такви личности. Така, меѓутоа, јас се занимавав и со пинг-понг, столни тенис, пинг-понг, атлетски повеќе бои, така натаму. Со стрелаштво никогаш не сум бил. Нити сум стрелал во Радовиш, нити сум држал оружје во раката, никогаш, значи, стрелаштвото не ми било воопште. И војска имам служено 15 месеци во поранешна Југославија и таму бев слаб во стрелаштвото, затоа што и не ми било некоја обсесија. Меѓутоа, во стрелаштвото како влегов? Не го одбрав спортот за тоа што е адекватен заради инвалидноста, туку на тоа ме навлече мојот пријател, мојот другар, тренерот Бранимир Јовановски, сите го знаете, шампионот од Барселона 92 година. Почнавме да се дружиме на тие наши средби, спортски средби, што се, нели, повеќе од оној рекреативен карактер, да ги наречам така.
И цело време, слушајќи го Бранимир како зборува, како кажува, толку кругови погодив тоа, направив ваму, таму, така поминав, цело време за стрелаштвото, тоа му беше животна преокупација, така речи. И слушајќи го прашувам Бране, што ти се тоа кругови, сум слушнал дека нет, споен, гол, сет, не знам што, ама ова кругови. И вака, и тој ми покажа како е. И колку ти испука таму во Барселона, толку. Од колку? Од 60. Добро. Земав еден пиштол така, бев тогаш председател на Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на Кисела Вода, на општина Кисела Вода, и имавме некој стар пиштол на прекрашување германски некој од поранешните Што пиштол беше стрелци. од овие воздушните? Воздушен пиштол, ама многу обичен, значи тој не е ни за меѓународна програма за надпреварување. Да не речам, не можеш да погодиш една И кај цела почна мета. да не почне и тихо Бранимир во подрумот од куќата таму да не Тоа погоди. беше во поранешната тренирал. сапунара, Цветан Димов, Цветан Димов. во Кисела Вода. Таму бевме сместени во една руина, во едни рушевини, без тоалети, без вода, без такви работи. Долго Значи, време остана така, додека не се урна таа сапунара, што ја викаш. Па ние во таа сапунара околу 20 на години поминавме, 20 на и кусур години поминавме, и тие пред мене што го воделе тој сојуз. Меѓутоа таму го започнав да пробам да, пукам со тој пиштол, наместив една мета на 10 метри, пукам и му кажувам на Бранимир Јовановски, вака и вака, испукав толку. Не е можно, вика. Со тој пиштол не можеш толку да погодиш. И така ме навлече, Се јас ќе ти зачуди, дадам вика, што е професионален работа? пиштол, ќе дојдеш у сабота, во недела, во Партизан, во Карпош 4. Отидовме таму, ми даде првото пукање, мое прво пукање, соочување со тој пиштол, беше 508 кругови. Значи, над 500 кругови, од 600 можно. Бранимир вика, ова е нешто немогуче. Знаеш колку мене ми требаше време, една година ми требаше време, јас над 500 круга да се качам. Ајде утре ќе пробаме, пак утре ден да пробуваме 512. Значи не беше случајно. 2-4 круга повеќе. И тогаш тој ми остави еден таков воздушен пиштол да тренирам дома за 20 на дена, ја рече државно првенство во Македонија, ти не си бил на регионално, ама ќе пробаме да те уфрлиме на тоа надпреварување. Да дојдеш и на тоа надпреварување за 20 дена веќе испукав 537 кругови. Значи за 20 дена дома што тренирав на гаражата, по вратите на гаражата пукав и така натаму. 20 кругови погоре. 20 кругови погоре. Таму бев веќе втор на државно првенство на Македонија, значи стана второ место одма. Не за инвалиди, тоа беше она. Не, за инвалиди. За Токму инвалиди, за да, дека учествуваше ти на државните првенства. На државните првенства. Што ги организира Стрелачката федерација. Учествував на државните првенства и бев често прво место на државните И првенства. продолжуваме со ова интересна приказката. И така да навлегов у тоа со Бранимир Јовановски, веќе влегов во државното првенство, добар си, одличен си, овака ќе биде, така ќе биде понатаму, знаеш, и некако ми влезе Чивијата. спортското, чивијата, да речеме така. И почнав да се дружам почесто со него, со Бранимир Јовановски, почнав да тренирам, се зачленив во стрелачкиот клуб Работнички за здрави луѓе, нели? Здрави, меѓутоа и нас лицата со инвалидности прифатија, се зачленив таму, бидејќи и тогаш Работнички навистина беше многу јак клуб, имаше доволно и муниција, дури и нас не подхрануваа со муниција, дали за Тоа малка беше либар, проблем дали од секогаш за стрелците. Тоа и Се денеска сеќавам, е проблем. И Бранимир со диаболите вика проблеми имав. Меѓутоа среќа бил тамо председател на нивното
Така. здружение во Куманово, па ајде некако обезбедува повеќе да имам, ама мораше да се отчитам и тоа беше навистина едно време тешко. Немаш да ја боли, не можеш да тренираш. Па тоа е она што го велам, значи така навлегов јас во тоа спортско стрелаштво и сметам дека мојот пат треба да го следат многу млади луѓе. За жал во стрелаштвото некако им е неатрактивен спорт. Во стрелаштвото се послабо и послабо се јавуваат деца, младинци кои би можеле да ги стераме на еден навистина висок и одличен и добар, одличен пат. Спортот е одличен за секого. Спортот И сега за чувството при првиот официјален надпревар, настап твој меѓу оние кои веќе од поодамна тренирале и на некој начин беа фаворизирани. Меѓутоа ти не гледаш изгледа така. Гледаше да ја заврши својата работа. Мој прв настап беше 96 година во Словенија. Тоа беше еден куп во Словенија, кога прв пат јас ги видов тие поголемите стрелци, меѓутоа не беа баш, врвот не беше присутен таму, и таму влегов во финале и како 8 завршив како на 7 место во финалето. Се сеќавам, а веќе наредниот 97 година прв настап ми беше Европско првенство. На Европско првенство влегов во финале со мал калибар на 50 метри. Пиштолот влегов во финале како втор Од квалификациите. од квалификациите како второ место. Тогаш таму учествуваше Лебедински, морам да му го спомнам името, една легенда, еден мајстор, виртуоз у стрелаштвото, за кој што Бранимир ми кажуваше за него и за други, значи од Русија луѓето се, за нивкома ми кажуваше дека леле кога ќе го видиш, вака, така, онака, да се притресеш дури пред да го сретнеш човекот. Откажувањето без да го гледаш. И кога у тоа финале, јас на второ место застанав, гледам табелата, Лебедински, 7 место. Јас на второ, тој 7 место. Викам, што можел еден Лебедински, што не може Ванчо Карамфилов да го направи тоа. И така се олабави, се ослободив, значи навлегов меѓу нив и без никаков проблем, меѓутоа тој истиот Лебедински кога го пукавме финалето, јас паднав на 7, тој се качи на второ место. А кај беше тоа европско првенство? Во Франција, Шатенуа Ле Ројал. Значи таму ти беше стартот Крст. оној Крштевањето. огненото крштевање Да. на меѓународната сцена И тоа добар европско пласман е. првенство. Добро е што се пласираше и во финале, па 7-то место. Ние како екипа, јас, Бранимир Јовановски и Митко Фидановски од Битола, како екипа освоивме бронзен медал, баш со тој мој голем резултат, 532 круга, тогаш беа... За тој настап кажа многу работи, значи и првиот медал од европските првенства во екипна Во конкуренција екипна беше. конкуренција, да. После тоа изгледа тоа ти беше вака иницијална каписла за да продолжиш со уште поголем ентузијазам. И продолжуваш. Токму тогаш доке јас се потпалив. Буквално се потпалив. Значи, одма почнав да им викам, дајте ни некој подобар пиштол да купиме сега едно, друго, трето, готово више. Јас одам напред, нема застанување тука. Пиштолџија веќе Нема застанување тука и така да тој беше навистина преодниот чекор или поттикот за да понатаму продолжам со стрелаштвото, меѓутоа тоа па бараше многу работа. А јас додека дојдам на Европско првенство дома на работа, значи нон-стоп ми беше воздушниот пиштол во рака. И постојано во движење. И постојано, бога ми, значи А кај трениравте најмногу? Одевте на Камник или имавте на некоја посебна почетоците сала? беа во Партизан, во салата Партизан, во Карпош 4, доле во подрумските простори имаше огромно стрелиште со 40 стрелачки места, која задоволуваше дури да се направи и некој меѓународен Сега нема ништо. настап. Нема ништо од него, сега имаме информации дека се спрема да се обнови
Тоа е добро да се... Да се обнови и да можат луѓето да работат. Сега има стрелиште едно минимално со 5 стрелачки места воздушно. Го држам јас во Кисела Вода, општина Кисела Вода. И во Корчагин, школата Корчагин, Јордан Тасевски држи стрелец, екипата на стрелец, значи држи едно стрелиште со 10 стрелачки места, воздушно зборуваме. Камник е растурен, како таков, камник и ровот е срушен и на 50 метри, и на 25 метри горе. Камник имаат некој спор, не знам чии е. Да, значи нема услови, да го заборавиме. Нема услови за работа, а и немајќи услови за работа, ние пак моравме да тренираме на него. Па си местиме сами мети, па одиш. И ти цел ден во тој период, после Европското првенство, беше во движење, во работа. Работа и стрелиште. Инаку каде се вработи, исто кај што се рехабилитираше или се вработив во Завод за физикална медицина и рехабилитација. Кажав таму, јас запознав и сопругата, се земавме и 2 керки имаме, значи во нашиот брак. Таму јас се вработив. Ајде имињата на керките и внуците. Јасмина. Да не заборавиме да ги кажеме, иначе ќе продолжиме. Поголемата керка ми е Јасмина, помалата Ана, а внуците од Јасмина ми се 2 внуки, Калина и Јана. Од Ана, од помалата керка, внук Филип. И срекниот дедо сега како продолжува после тој европски бронзен медал. Срекниот дедо почна на работа, вработен бев на портирница во Завод за рехабилитација, почна на работа во ноќните смени, да седи, да си гледа телевизија и да го држи пиштолот во рака. Не мораш да гледаш во мета, меѓутоа да се навикне раката горе. Спушти. Значи тоа е дел од тренингот на стрелците. Тоа е еден тренинг, ние популарно го нарекуваме сув тренинг, значи без пукање. Сув тренинг. Пиштолот го држиш и... Меѓутоа е многу полезен тој тренинг. Затоа што кога се пробудиш некогаш успие, кога ќе се пробудиш, раката застанува по центар. Значи, ја навикнуваш како што атлетичарите мора да трчаат нон-стоп за да бидат во кондиција, секогаш да ги истрчат. Кога одат на улица, па ќе потрчаат. Се сеќавам тоа го правеше и Дане Корица и другари добри. Оди па ќе потрча. Ќе потрча и ќе го гледат, вика ме гледат, се чудат што ја не знам, нека си тренирам. Така. И така почнаа да се редат моите резултати. Значи, се понагоре и понагоре. Немав пат воопште во наредните 5 до 10 години, немав пат во стрелаштвото. Напротив, секој ден, на секој надпревар, јас веќе имав, постигнував голем успех. 2000-та година учествував 99-та година, значи после Европското првенство, учествував на светско првенство во Сантандер, Шпанија. На светското првенство еден хендикеп ми се случи со воздушниот пиштол при транспортот. Предниот нишан беше скршен, па таму со Бранимир го правевме, подметнувавме книшки и такви работи, меѓутоа тој еднаш два пати ќе истрела како што треба, вториот пат ќе се измести. И така, меѓутоа па мојот труд го вложив после и концентрацијата ја насочив кон 50 метра мал калибар и таму го освои второто место, вице-шампионското место на светско првенство во Сантандер, каде што истите тие што ги спомнувам Лебедински и така натаму ајде и други стрелци, каде што истите тие беа позади мене. Ти после тоа имаш уште 2 сребра и 3 бронзи на светските првенства. Да. Сега како течеше твојата кариера после овој настап кога го освои среброто на светското првенство? Значи, по освојувањето на среброто на светското првенство и тоа со 532 круга, тогаш беа за мене рекордни тие кругови. Еве сега да ги споредиме Оливера Наковска-Бикова на последниот надпревар на светското првенство, баш со тој во таа дисциплина 50 метри,
538 круга. Значи сега таа ми го натврли тој мој рекорд, што го јас држав со тој пиштол. Таа испука 538 круга. Тоа светско беше во Емиратите, мислам. Сега во Алаин, да. Алаин во Емиратите. Обединетите Арапски Емирати, да. Да, таму бевме јас и Александар, тоа е едно младо дете кое е перспективно, кое што почна да тренира со мене, а сега е со Бранимир Јовановски, значи едно младо перспективно дете за жал во Количка. Тој е многу јак, надарен и многу работи детето и се надеваме дека ќе стане параолимпиец. Набргу веќе за следната параолимпијада и ќе продолжи. По стапките на старите така, колеги. Но ние стрелавме таму само со воздушен пиштол 10 метри, бидејќи немавме квалификации за другите пиштоли, дисциплини. Бранимир Јовановски и Оливера Наковска Бикова останаа на тоа надпреварување, бидејќи има два настапи на 25 метри и на 50 метри. Останаа на тие настапи, надпревари, да, а ние се вративме со Александар да ги пречекаме и како што реков пред малку, значи, секоја чест, алал нека е на Оливера Наковска Бикова, го постигна максималниот резултат што можеше да го постигне со тој пиштол. А јас па продолжив да работам после тоа. Уште повеќе и повеќе. Веќе следната година, двајцата со Оливера Наковска Бикова, значи 2001 година настапував на Параолимпијадата во Сиднеј со Бранимир Јовановски. И таму имав едно многу убаво четврто место. Ние велиме дрвен медал. Го испушти дрвен медал, го испуштив медалот 2000 година. Да, 2001 година учествуваме во Вингстед, Данска на Европско првенство. Тогаш почна Оливера Наковска Бикова да иде со нас. Веќе се запознавме таму по тие спортски игри и така натаму. Значи, на почетокот од овој новиот век се вклучува и таа во репрезентативниот тим. И тоа беше едно европско првенство, меѓутоа отворено. На него можеше и Кина да учествува, и Јапан, и сите тие. Да, се смета, европјаните се... Меѓутоа се наградуваше за европски првак и се наградуваше за интернационален, за севкупно. Јас и Оливера Наковска Бикова такви резултати направивме, што бевме први и најдобри резултати и за европско, и за интернационално, да го наречам така. Што значи ни се доделуваа по 2 медали. Прво место како европски шампион и прво место на Опен, интернационален шампион. За Оливера Наковска Бикова исто така. Тоа беа 4 прогласувања по ред. 4 прогласувања, мои две, нејзини две. Македонската се химна. Интонира македонската химна. Македонската химна никогаш толку не траела долго, нели? Еднаш се свири таа и толку е. Овде се работиш за 4 пати. 4 пати македонското знаме се вееше на првото место. Кај беше ова? На кое стрелиште? Вингстед, Данска. Вингстед, Данска. Во Данска. Во Данска, да, европско. И данците се зачудија, вика, што е ова? Нема таму. Што направија македонци? Да, знаеш, една анегдота, како викале порано како викале македонските настапувачи, македонските стрелци, како викавме кога одевме негде. Знаеш, леле, и русите дошле, леле, и американците дошле, леле, така. После, некој време почнаа да викат, еве ги македонци. Оти почнавме да им ги земаме. Од вас почнаа да стравуваат после. И сега полека се наближуваме кон твојот најголем успех, Олимпијадата во Атина 2004 година. Година две пред тоа, некои настапи и да стигнеме до Атина. Па имавме уште 1-2 настапи во годината, во следната година, 2022 година, имавме настап на светско првенство во Кореја, во Јужна Кореја, Сеул.
Таму исто така освоив медал, значи со воздушен пиштол. Трето место на светско првенство. Да. Да, на светско првенство. Трето место освоив со воздушен пиштол. Едномачно патување, едномачно надпреварување таму. Климата е сосема различна, на стрелиштето буквално заспивавме со пиштолите, меѓутоа дадовме се од себе, направив и јас она што беше потребно да го направам. После тоа имавме една пауза, немаше светско, немаше европско, имаше некои меѓународни надпревари, настапи и моето учество, јас и Бранимир Јовановски и Оливера Наковска-Бикова, значи учествувавме на таа параолимпијада во втора поред. Значи за мене беше втора поред, за Оливера беше прва поред, а за Бранимир Јовановски беше трета. Или четврта. Епа Барселона, Атланта, Сиднеј и четврта. Оваа И тука застана Бранимир Јовановски, а тука застана со еден убав резултат и петото место го освои на таа параолимпијада. Оливера Наковска-Бикова беше шесто место, а јас второто место, вице-шампионското место. Како течеше тој Влегов олимписки надпревар? како прв со тие освоени 570 круга. Втор беше кинезот, не корејанецот. Добро, не е Така. битно. Со 568 круга, 2 круга беше позади мене. Меѓутоа во финалето ме И што стигна се и ме случуваше престигна. во твојата глава, какви мисли ти доаѓа пред да почне финалната сесија? Во основниот дел, значи пукањето ми беше како од бајка, така. Дури просто незамисливо. Како да кренеш, како да дигнеш пиштол, како да нанишениш, пукни центар. И што си викаш, не можеш да ќе излезеш се од повтори ли центар. ова? Не, ама толку бев лабав, уопште ништо не ме притискаше тоа, дури сакав некојаш ке помрдна малце, да испукам деветка, викам ајде да излезам од тие центри. Не, тоа си одеш и одеш. Сега кога дојде во финалето, се стегна душата. Леле, шо правам јас, кај сум јас. Тоа камери, тоа едно, тоа друго, ама за мене првото Те фати. таков, стварно, навистина. Дојде и тремата, ама таа трема некогаш е и некогаш корисна, и на корисна. преднадпреварувачка трема, што ја викаме. Некогаш и корисна, меѓутоа првите 2-3 истрела не можев да се совземам. Толку ми се тресеше раката, толку ме тераше тремата, застанат до еден јамак, турчинот, опасен, пукаш, застанат до Лебедински, до сите тие тука и јас челото го водам, орото го водам, така да беше малку мачно тоа и првиот истрел ми беше 6,4 со децимали. Значи во бело погодив. Црниот круг го промашив, во бело погодив на 10 метра 6,4, што не ми се случило тоа. Да. Во И животот. тоа не те И ме исфрли разбуди тоа. вака малку или те разбуди. Тоа ме разбуди, леле, што правам сега, ќе ме престигнат Тај сите. смирија Нема раката. медал. И од тука почнав да пукам добро, меѓутоа и јас пукав и другите си пукаа и така останав на тоа второ место. До крајот не ти Сребрен затрепери раката, значи До крајот се и водеше окото прецизно борба помеѓу придонесе да дојдеш до второто место. Така, Борбата меѓу кој беше? Меѓу тебе и помеѓу мене и овој кинезот, пред малку го реков корејанец, кинезот Чангвон, така, некако му беше името. Меѓу нас и Јамац, турски представник, многу јак пиштолјаш, дојде до третото место. Меѓу нас тројца, значи, беше борбата за прво, второ, трето место. и после тоа нормално радост во македонската експедиција. Да ви кажам право, значи, толку сум се... Не сум имал време многу да се радувам. Директорот на Агенцијата за млади и спорт тогаш дојдоа во Атина.
господинот Ханџиски беше Амбасадор беше амбасадор во Атина. таму во Атина и тој ни направи еден прием во еден ресторан, каде што ми врачи и писмо од тогашниот премиер, господинот Хари Костов, Да. во кое писмо беше опишано дека ќе ми помагаат понатаму и така натаму со средства за мои патувања и едно друго, и ветуваа некои дури парични награди. Децата ми се јавуваа од дома, керката помалата се сеќава, мана вика, леле, тато, богати ќе станеме сега. Така, меѓутоа од тоа ништо не се случи, ни 100 денари не бев награден за тој сребрен медал. Значи, навистина, ни 100 денари не бев награден, напротив, се Па почна ништо да не чуди, не е прв случај. Така. На Ибрагимов му ветуваа стан, тогаш Лјупчо Георгиевски беше премиер, дојде во Олимписки комитет, честита, вика, стан сигурно за да остани тука. Инаку тој беше од Махачкала, од Дегестан. И ништо од тоа. Значи со тебе иста работа. Македонскиот олимписки комитет, значи, ми излезе во најголем пресрет. Тој и ме прими за еден од великаните на македонскиот спорт. Тогаш и ме награди за мојот успех и добитник сум на златната статуетка, заедно рамо со нашиот од Кисела вода, сега зборувам, нели, јас сум од таму, потекнувам со Дарко Панчев, нашиот голгетер, златната копачка, да седиш рамо до рамо, па и не имала работа. Значи, еве, благодарност огромна до Македонски олимписки комитет, тој најповеќе ми излезе во пресрет тогаш. Тогаш и спортските љубители знаеат да го почитуваат тоа и спортските работници, па на крајот од годината ги доби гласовите да бидеш прогласен за спортист на годината. Мене не ми беше некако обсесија парите. Навистина ми требаа. Ми требаа пари. Кому не му требаат пари? Се случуваше јас у моите претходни тренинзи до Карпош 4 да одам првите 15 дена, секој втор ден, затоа што со возило одев. Тогаш имав Рено 4 возев и мораш да идеш далеку е, не можеш да носиш ти пиштол, лак, ташна по автобусите, ќе мислат кој зна што носиш. Да. Па и некоја белја да те снајде. Меѓутоа, вторите 15 дена од месецот не можев да идам. Нема пари за бензин веќе. Не вработен, со ниска плата, сопругата исто така и не можевме да Ама не ми беше обсесија воопште некако парите. Навистина кажувам тоа, не ми бе, туку сакав да се воздигнам. Сакав слава да речеме. Да се докажуваш. Слава, сакав да се докажувам. Сакав да им покажам на младите луѓе, на младите, поготово луѓето со инвалидност, дека еве тргнете по мојот пат. Ништо не е лошо. Трнливо е. Трнлив е патот на еден спортист. Треба да се издржи. За да стигнеш до горе. Ама треба да се издржи. Но што со личноста на човекот? Личноста пак тука во спортот се изградува, не знам, до бескрај. Толку многу се изградува личноста и јас мислам дека најповеќе се изградив тој што сум преку спортот. Да, преку спортот. Олимпијадата во Атина, вице шампион, параолимпијадата, и тоа беше врв до тогаш на твоите постигнувања на меѓународната сцена, но ти не се задоволи со тоа, туку твоите погледи беа насочени и натаму, да учествуваш и на уште една олимпијада, па европски, светски првенства и сега за твојот пат после Атинската параолимпијада. После параолимписката олимпијада, значи 2004 година, јас уште активно учествував и бев јако добар, спремен за да продолжам со стрелаштвото, меѓутоа ме снајде еден хендикеп, имено на десната рака, фатив на популарно наречен тениски лакт или епикондилитис, веројатно од премореност од пукањето од настапите.
И тоа ме држеше доста долго, 9 месеци ме држеше, значи, раката. И јас одев Што на значи надпревари. тоа? Тренинг, намален интензитет, Тоа значи дека кога ќе кренете нагоре, ќе дојде раката до местото каде што болка треба. чувствуваш, не Не можеш. можеш да ја спуштиш после при спуштањето. Толкова болка у лактот што неиздржливо нешто е. Значи и стрелците патат од тоа како тенисерите. Па еве сите можеби не, ама јас напатив и многу мина се имат жалено на такво нешто. Тоа е некоја си професионална деформација или што знам како да ја наречеме. Меѓутоа, 9 месеци, значи не можев да обавувам како што треба тренинзи. 9 месеци не можев да одев на настапи, резултатите ми паднаа. И Да, тие нормално се одразува паднаа. сето тоа. Пробав после да се дигнам нагоре, меѓутоа веќе се тешко одеше, затоа што јас го почнав ова спортското стрелаштво на 40 години возраст. Тоа е голема возраст. Некои ја завршуваат кариерата на Некои тие кариерата години. ја завршуваат и пред 30 години, зависи од спортот, нели, што Да. спортуваат. Добро, за стрелаштвото. А за стрелаштвото некои ја завршуваат тука од на 40-50 години. Меѓутоа јас тогаш ја започнав. Така се создаде ситуацијата, така се запознав со ова и така почнав да го правам тоа. Сакав да кажам дека еве навлегува и годините. Веќе после 2004 година јас веќе имав и годинки, нели? Денеска сум 66 годишна возраст, а до вчера учествував во Алаин на светско првенство и резултатите, значи што сега ги правам, видно се намалуваат. Значи почнаа да се намалуваат и тогаш. Пробав 2012 година во Лондон кога Оливера Наковска-Бикова стана параолимписки шампион. Да. Таму бев 10-то место. 10-то место на една параолимпијада или на една олимпијада е врв. Да, Вистина голем е врв. резултат. Голем Точно. резултат е, голем високо место е освоен. Меѓутоа, тоа падна во сенка затоа што имавме златен медалист, нели? Шампионка. Што е и нормално. Таму дадов се од себе, да го покажам она што го можев и од таму веќе видов дека не можеш да го постигнеш тоа што си го изгубил. И стрелаштвото е еден спорт како и можеби и дури и не знам како да кажам, по-цврст, по-јак спорт од други некои спортови, бидејќи тука психата, психолошкиот момент кај човекот е многу важен, значи многу важен во стрелаштвото. Мирноќата на раката, окото, гледањето, тие се три врзани работи кои што треба да ги споиш и да го направиш истрелот како што треба да биде, а годините како одминуваат, знаеме ние дека Добро, веќе ма ти и рацете Ти ги веќе- спои тие три работи и обстојуваше уште години Јас после освојував уште Олимпијадата во Лондон, учествуваш и на европски светски првенства, На светски купови. а доаѓаш и до Рио. На светски купови сум се Олимпијада. враќал, на светски купови сум се враќал со 5 медали. 5 медали освоени од еден светски куп. Овај, можеш да ги изброиш. 5 медали. Јас овде 3 во имам поединечна запишано конкуренција и 2 во екипна. 21 златен медал имаш од светските и европските купови Така. и имаш 13 сребрени и 15 бронзени. Па кај се наоѓаат тие медали? Имаш место дома да ги сместиш медалите, пехарите и така. Тоа се наоѓаат во Домот на културата во општина Кисела Вода, во Домот на културата, таму сме сместени сега, ние лицата со инвалидност, Добро, зборувам убаво, за и спортскиот децата дел. кои доаѓаат да ги Таму гледат. имаме едно мини стрелиште направено и таму ми се медалите, пехарите се таму. Кој надпревар го паметиш најмногу после Олимпијадата во Лондон и во Рио? После Олимпијадата, Бидејќи веќе кај што одеш сегде еве го човекот што освоил медал. така. Олимписки, Па параолимпијада. сите ми се некако подеднакво. Меѓутоа јас памтам еден надпревар пред параолимпијадата, еден надпревар во Германија,
За жал прекинаа да ги прават тие, есен покал се викаше. Значи на тој надпревар, кога отидов и уште беш млад борец, погледнав во ќошот таму, кај што седевме, во холот, тоа пехари за вакво место, за такво место и еден огромен. Значи во витрините не ми го собира пехарот, е огромен на вистина. И го прашувам Бране, викам, а оној пехар зашто е? Тој вика, и за финалистот кој во финале ќе победи, вика, тој го добива. Викам, тој е мој пехар и отидов го бакнав. Пехарот се смеа таму малку, како на шала. Добро ти, шега малку. Да. Отидов го Атмосфера бакнав, да се викам, направи овој ќе биде мој. покањето. И навистина го освоив. Тоа ми е И како го донесе? Кој што Ништо. опишуваш, толка бил, значи... Не можевме да го Како ставиме. дете да носи. Не можеше да се стави во тие торбите што ги носевме. Мораше тој поклопацот од озгора да му биде изваден, да биде раштрафен малку, па да го присобереме така и после дома го склопуваме назад. И Бране, шо ти викав? Имаш среќа, отиде го бакна и го освои. Ама не, А што му рече, му зборуваше ти, ке бидеш мој? Не, јас викам, Бране, за тоа е тој? Да, вика, тоа е за... па викам, ја ќе го освојам, викам, сега ќе им покажам јас у финале. И на вистина, јас влегов, не знам како 6-ти, 5-ти во финалето, како кој број, ама финалето тогаш се одржуваше од нула почнување. Значи, ти си 6-то место си освоил 6-то. Све се брише И предходно. се брише, почнуваш од Тој нула. пласман те довел до финале, тој сега покажиш. Сега покажи. Какви се тие моменти меѓу она почетна стрелба, квалификацијска да ја речем, до финалето, нели има еден размах тука, што правите, се концентрирате, се гледате еден со друг и така. Па Дали има има и комуникација, можеби, меѓу вас или не, секој на своја страна? Има од околу И се час концентрира. до 2-3 часа негде, во зависност на каков надпревар се наоѓаме, има пауза помеѓу завршувањето на комплетниот дел и почнувањето на И финале. како го исполнуваше ти тоа време? Медитација. Седиш, Седиш и си медитираш, размислуваш. Метата ти размислуваш, излегуваше вака метата ти пред е очи. тука, да, метата ти И доаѓа пред десетката очи. ја гледаш постојано. Па малце вртиш во главата кој се е влезен во финалето. И ќути овој Кој што добар може е, да нов е, направи. послаб е, овој вака, така, правиш некои комбинации и така натаму. Така да, тој момент, значи, така што го издвојувам, тој момент ми останал усеќавање и уште еден момент во 2012 година, значи реков во Лондон, таму ми се падна и роденденот мој, 10 септември сум роден и домакините се покажаа стварно страшно добри. Донесоа храна, пиење, Торта. без алкохол, торти, такви работи, подароци ми донесоа и правевме на вистина една журка, една прослава феноменална, така да Значи да ти кажам. таму беше награден за среброто од претходната Да. Олимпија. Од домакините. Од домакините. Од домакините, 8 да. години подоцна. Да, јас и тука сум награден, не е дека не сум награден. Јас Добро, зборувам за имаш тоа ова еднократна стипендијата награда и така спортска. нешто. Меѓутоа, јас бев стипендист уште на почетокот. Прв почнав со стипендиите и тоа од светски ранг, значи 4 годишна стипендија, па уште 4 годишна стипендија. Да, после, чим влеговме ние во законот за спорт и ние како лица со инвалидност, со некои нормативи таму за освојување на медали и медали така од натаму. Олимпијади. И после тоа, значи, влеговме и во финансирањето и во таа популарно наречена спортска пензија, која што ја имам и ја користам веќе преку 10-12 години. Популарно кажана спортска пензија, иначе доживотен, траен доживотен надомест. Да, како спортски заслужен надомест, спортист од меѓународна класа. Тоа го има, тоа си дојде само по себе.
и никој, еве, препорачувам на никој да не оди да спортува, ако оди да спортува, да мисли Заради дека тоа. ќе стане богат. Тогаш нека оди, нека игра фудбал, па нека отиде да игра во Челзи, па нека зима пари големи и така натаму ако го бива за тоа. Инаку, да дојдеш, за дека чекај ќе освојам јас медал, па патот е трнлив. Дојди од душа, од срце, дојди да се надпреваруваш, значи дојди да спортуваш, И да не ако бидеш си дома затвор. талентиран, Она издржив, другото ќе самото постигнеш зо ќе по резултат. себе си Ќе си доаѓа. дојде. Да, само по себе доаѓа. Сега последна Олимпијада ти беше Рио де Жанеиро, така? Да. Параолимпијада. Да, така е. Ајде сега таа последна за разделбата од параолимпијадите. Така. Да кажеш нешто. Па, последна ми беше, да, она, требаше да биде последна Токио и јас мислам дека ќе учествував во Токио, меѓутоа за Токио отом потом. Рио де Жанеиро изгорев. Таму беше сигурен дека ќе направам нешто многу поголемо, ама добро, пак пласманот ми беше у првата половина, значи со сите ти што веќе почнав да чувствувам тука, да чувствувам, да речам, не староста, него да, возраста. Почнав да чувствувам дека ако требало за да се вратам у форма да работам 10 дена, Се потешко сега ти ми беше, требаат да. најмалку 30 дена. А 30 дена не можеш да издржиш, па и снагата и телото веќе не дозволува. И тука го осетив тој малку замор, за да после Рио се случи Токио, ама дојде и короната. Да. И поремети Короната многу тешко време. ја поминав. Да. Јас и сопругата и 20 навистина тешко ја поминавме, малце потешко. И тука ги прекина и тренинзите и све нормално. Короната ме срози. Не ги прекинав тренинзите, ама неколку месеци беше после тоа. тоа не можев да си дојдам веќе при себе и ден денеска чувствувам некои последици од неа, од короната. Меѓутоа, таа се ширеше низ цел свет и дојде Токио. Пред Токио требаше да се оди во Перу, Лима, на надпревар на кој што требаше да се земат нормите за учество на Токио, а Оливера Наковска-Бикова веќе ја имаше таа норма, стекнато. И јас и Александар Јовановски, детево за кое ви зборувам, значи јас и Александар Јовановски одбивме да идеме во Перу Лима на тоа светско првенство, бидејќи хараше тогаш Да. короната и се уплашивме да не, нешто се случи. Плюс тоа, правилата кажуваа дека ако случајно испаднеш позитивен, па одиш во карантин таму, па знаеме и како трошоци. помина таа Токијска Олимпијада со тие така, тестови, секојдневни, излегуваш од хотел, се враќаш, тест и така И тука натаму. јас се одлучив да А и не атмосферата да не беше одам некако ни мрачна. таму, ни таму, нити во Токио, фактички Токио го одбив, а после Токио веќе не ни сакав да размислувам веќе за параолимпијади, освен да им парирам на моите колеги, на Александар Јовановски, на Оливера Наковска-Бикова, да им парирам во стрелаштвото, така, да одам со нив на тие припреми на такви работи, затоа што сам не се тренира Зоки. Сам се тренира како сам, нели, на стрелиштето. Меѓутоа, едни припреми мораш да ги правиш меѓу луѓе, меѓу надпреварувачи, меѓу некој, помеѓу некој И дискутирате, вака беше, така беше, внимавај ти на се тоа. случува нешто, така, ти се случува нешто, те приметува другиот, ти покажува и така натаму, значи сам не. И тренерот обавезно позади тебе. Инаку, ако тренерот не е присутен на твоето, на твоите тренинзи, тогаш ништо не си и направил. Па добро ти направи убава кариера, освои еден куп, да речам, медали, меѓу другото ќе се памети она сребро од параолимпијадата, потоа европското злато, па бројните медали на европските првенства, беше и втор и трет, па на светските првенства ми се чини 3 пати втор, 3 пати трет. Тоа се големи резултати за еден спортист и ја афирмираше на најубав начин
нашата држава ја афирмираше Македонија и добро кажа, порано кога одевме ги гледавме и американците, и русите, и ова, и со почит и страв. Да потоа обратно А потоа обратна ситуација. Дојдоа македонциве, ќе Леле, не и македонци, застрелаат, да, ќе така, биде така. опасно. И така беше. Почна со Бранимир, продолжи со тебе, па Оливера, па еве Јовановски младиот, така да се создаде една генерација за која што ќе може да навиваме и да очекуваме добри резултати на идните надпревари. Сега кажи ми во моментот со што си преокупиран, дали и натаму на тренинзи со помладите, семејството, внуки, внук, све е тука. Па вака, јас сега веќе во најава ми е, нели, моето заминување од таа меѓународна сцена, бидејќи сметам и дека е доста доволно и веќе и не сум спремен и не можам да бидам спремен да одговорам на тие прашања што се бараат од мене таму. Инаку бев член на екипата Стрелец од Скопје. Зборуваме, значи, за екипа на здрави стрелци, каде што и ние инвалидите не вклучија, благодарение еве на Јордан Тасевски, председателот на Стрелачката федерација, да, на Стрелачката федерација на Македонија. Благодарение на него. Сега времето го користам малку повеќе по одмори. Имам викендица во село Љубаништа, Охрид, и често сум во викендицата, значи дури и во зимен период. Да не речам оти 70% од времето ми е таму. И таму медитираш како меѓу прва и втора стрелба. Така и тука. Се гледаш во езерото и бидејќи уживаш. Таму почесто, а не можам да излезам од спортот, значи навистина не можам да излезам. Јас еден ден ако не отидам негде на некое стрелиште, не ми оди работата и затоа се зачленив сега во Лихнидост Охрид, каде што целта ми е таму и тоа го правам сега, значи целта ми е таму да можам да помогнам на Младите имаш што да научат од тебе, имаш што да им пренесеш. Тие си имаат свој тренер, такви работи, значи Тина Годжо е таму одличен тренер на децата од Лихнидост и СК Охрид. Меѓутоа, еве, јас се зачленив таму и ќе и помогам колку што можам да го давам моето искуство на тие млади деца, да ги воздигнеме нагоре. Сето тоа го работам волонтерски, значи нема професионално веќе и како тренер, инаку сум тренер со делиценца, званичен, волонтерски, колку да бидам во присутен тука и да бидам. Да го пренесеш своето искуство на помладите. Иначе, морам да кажам на крај дека најголемата благодарност, сепак, најголемата благодарност е на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија, Параолимпискиот комитет, нашиот, каде што до пред известно време бев и таму член на управниот одбор, значи тие се најзаслужни за ова ја што го постигнав, бидејќи подкрепата беше од нивна страна. Јас сум навистина благодарен на Федерацијата за спорт и рекреација на лицата со инвалидност на Македонија, Параолимпискиот комитет, Бранимир Јовановски, Оливера Наковска-Бикова, Александар Јовановски, што ми беа секогаш околу мене, нели, така, со тренинзите, со настапите, и со кои дружевме на некој начин, станавме фамилија, меѓутоа доаѓа време кога ќе треба да се разделиш од таа. Добро, повторно вие сте едно исто, вие сте луѓе од спортот, вие го негувате параолимпизмот и воопшто се грижите за спортистите со инвалидитет, па еве да очекуваме утре задутре да се појави некој нов Бранимир, некој нов Ванчо, а на крајот од нашата емисија да кажам за гледачите што подоцна се вклучија во програмата, дека тоа беше нашиот познат спортист од она инвалидизирана категорија, инаку освојувач на олимписко сребро во Атина
и европско злато. Зарем може нешто повеќе да се посака во спортскиот живот на еден спортист?